Добро вечер во емисијата 360 степени. Избори се ближат, за една седмица почнува изборната кампања, меѓу органите за спроведување на процесот, централното место го има Државната изборна комисија или скратено ДИК. Во изборниот законник пишува дека Државната изборна комисија се грижи за законитоста во подготовката и спроведувањето на изборите во согласност со овој законник и врши надзор над работата на изборните органи. Има 7 члена кои ги избира собранието и тоа со двотретинско мнозинство. При тоа председателот и 20 членови на ДИК доаѓаат на предлог на опозицијата во парламентот од списокот на пријавени на огласот, а подпредседателот и 3 членови на предлог на мнозинството во собранието. По смената на власта минатата година беше усогласен и составот на ДИК, при што за председател на предлог на СДСМ беше назначен Борис Кондарко, кој во претходниот состав беше член на комисијата. Токму Кондарко е гостин во 360 степени вечерва. Добре дојдовте во 360 степени во Марата, господин Кондарко. Ви благодарам за поканата. Имате 52 години, од Скопје сте, дипломиран правник, во дел од кариерата адвокат и член на парламентот, исто така во два мандати. Заменик член и председател на Државната изборна комисија. Вечерва сте во тоа својство овде гостин во 360 степени. Прв пат бевте избран за заменик член во 1998 година. Еден краток времеплов ќе покаже дека во тоа време председателка на ДИК е врховната судика Лилјана Ингилизова Ристова. Пребарувајќи по архивите во подготовка на оваа емисија, го видов извештајот на ОПСЕ ОДИХР за таа 1998 година и ќе дозволите да цитирам еден дел кој што се однесува на работата на ДИК. Вели: Државната изборна комисија не беше многу лесно достапна и не служеше како погодна референтна точка за медиумите или наблюдувачите кои сакаат да добијат информација. Ова се должи на тоа што председателот на ДИК, се мисли на Лилјана Ингилизова Ристова, беше единствен представник, што секако беше непрактично, а делумно и на отсуството на подготвеност да се биде отворен за прашања. Такво тело со толку чувствителна должност треба да биде по-юзер-френдли. Не знаев како да го преведам. Интересен навод, мислам дека многу податлив за споредба дека во меѓувреме работите навистина еволуираа и дека и председателите и целокупната комисија стана многу поотворени и подостапни за јавноста и за, се разбира, прашања. Се сеќавате на тие времиња? Се сеќавам, секако дека се сеќавам. Имаше од тие времиња и од повозрастните колеги тогаш, посебно од судиите на Врховен суд, имаше многу што да се научи. Не се сеќавам на оваа конкретна секвенца од извештајот на ОДИХР, но сепак околностите биле поинакви. И тогаш се работеше транспарентно, сите седници на Државната изборна комисија тогашна, седиштето беше во собранието на Република Македонија, и сите седници беа отворени за новинарите и сите седници се пренесуваа директно и како снимки на собранискиот канал тогаш. Сега, тогаш има и објективни околности кои влијаеле на ваквите констатации, бидејќи сепак председателката и членовите кои доаѓаа од редовите на Врховниот суд, сепак тие беа професионалци во судската работа. Државната изборна комисија тогаш по закон немаше професионална служба вработени, така што и предпоставувам и помагаа собраниските служби. Предпоставувам дека се должи на тоа во комуникацијата со медиумите. Сега тие работи од 2006 навака се сменети. Да. Тоа се објективни околности кои со текот на времето, измената на изборните правила, но и техниката и технологијата го прават сега своето. Сигурно. Одраз има сето тоа, да. Да, добро. Ете, реков краток времеплов, но не е на одмет. Мислам дека дел од гледачите веројатно се сетија на тие времиња. Да се вратиме на сегашноста. Ве чекаат или не чекаат сите како држава локални избори на 19 октомври, а најверојатно и на 2 ноември. Имате ли сублимирани бројки за бројот на пријавени кандидати за градоначалници и советнички листи на ниво на држава?
Рокот помина според вашиот роковник на ДИК и едно е за пријавување, но и за потврда на кандидатурите. Државната изборна комисија досега се држи и се движи во рамките на сите предвидени законски рокови дефинирани во роковникот. Минатата недела, кога заврши рокот за поднесување на листите до општинските изборни комисии, објавивме до медиумите една сублимирана табела по општини, каде што има преглед кои учесници, партии, коалиции или независни подносители доставиле листа во општините. Во меѓувреме, во текот на оваа недела, траеше законската процедура на проверка на целокупната документација за исполнетост на условите на поднесените листи. Најмногу време одзема објективно проверката од судовите за уверенијата за неосудуваност од казнената евиденција за секој кандидат поединечно, со оглед на тоа дека локалните избори ја имаат таа специфика да има најголем број на кандидати. Објективно временски траеше таа постапка сите овие денови. Голема благодарност до вработените во сите основни судови кои излегоа во пресред на Државната изборна комисија и до Судскиот совет. Ние претходно имавме работни состаноци, го организиравме овој процес да тече комуникацијата меѓу општинските комисии и судовите непречено. Судовите работеа и за време на викенд и попладне, така што и изборните комисии, благодарност исто така на општинските изборни комисии, кои оваа прва поголема фаза од изборниот процес успешно ја завршија. И што велат бројки? Бидејќи емисијава ја снимаме денес наутро, до крај на денов, ние ќе објавиме повторно во јавноста табела со конечно потврдени листи од сите општини во Република Северна Македонија, од сите 80 општини и изборната комисија на градот Скопје. Споредбено со минатите локални избори 2021, минимални се разликите во бројот на поднесени листи. Како за споредба, во 2021 година имало 27 политички партии, 7 коалиции и 91 независна листа од група избирачи. Сега бројката се 22 политички партии, 19 коалиции и 119 поднесени листи, значи се уште оперирам со терминот поднесени листи, во текот на денот ќе се објави бројот на потврдени листи. Значи има некое зголемување кај бројот на коалиции, затоа што најголемите партии, например СДСМ има 4 различни коалиции, 4 субјекта, ВМРО-ДПМН има 11 различни коалиции, со различни партии настапуваат во различни општини и сето тоа се одразува на бројот на учесници како бројка на субјекти. Секоја коалиција е посебен субјект со посебен даночен број и трансакцијска сметка. Вкупните бројки што велат? Вкупните бројки се многу слични со 2021. 2021 за градоначалник имало поднесено 297 листи, за советници 559. Сега во 25-та година бројот на листи за градоначалници поднесени се 312, а за број на листи за советници поднесени се 575. Преведено, сакате да кажете дека тоа што вие предвидовте дека може да има независни кандидатури со најмалку два подписа, не влијаело битно на зголемување на бројот на кандидатури? Времето го покажа тоа дека немаше значително зголемување на бројот на пријавени кандидатури од независни листи. И покрај непостоењето на цензусот за собирање на подписи како претходна постапка и услов што беше во 2021 година. Кога сме кај оваа статистика за главниот град, ме интересира како стојат бројките? Па исто така и во главниот град Скопје е слична состојбата со поднесените листи. Број на поднесени листи се 17 за градоначалник и 20 за советници. Ја спомнавме можноста за кандидирање со најмалку 2 граѓански подписа.
Како ја доживеавте одлуката на Уставниот суд да не поведе постапка за упатството или правилникот за собирање потписи? И правилник и упатство. Да. Беше предмет на интереси на различни дебати во јавноста. Ние како Државна изборна комисија внимаваме на законитоста на изборниот процес и нашата улога е, без разлика од каде сме и од кого сме предложени, е пред се да го спроведуваме и почитуваме законот подеднакво за сите. И при донесувањето на оспорените правилници што беа пред Уставниот суд, имавме сериозен предизвик и постапивме правнички согласно законот. Потврда за тоа не само што е самата одлука на Уставниот суд, туку и, би рекол, самото образложение, кое навистина е многу посериозно и потешко да се напише и да се образложи, отколку да се цитира петитумот во самата одлука. Значи, не само што Државната изборна комисија постапила согласно преостанатите важечки одредби од изборниот закон, зашто ние согласно закон појаснувавме и претходно во јавноста дека граѓаните кои сакаат да предложат независна листа најпрвен мора да се легитимираат пред овластените службени лица во подрачните оделенија на ДИК, за да не настане потоа хаос и листите без тоа изборно действие да се поднесат директно во општинските изборни комисии, што пак ќе предизвикаше оспорување на легитимитетот на целата постапка и ќе се доведеше во прашање одржувањето на изборите воопшто. Значи, не само што таа одлука го потврди правилниот став на Државната изборна комисија, туку таа одлука, образложението на таа одлука е една додадена вредност во правниот систем, затоа што покрај обврската на институциите да ги пополнуваат на таков начин правните празнини, без при тоа да се стават над законот во својство на законодавец, но да обезбедат да ја обезбедат примената на законот во смисол на останатите одредби и во смисол на интенцијата и целите за кои е донесен законот за обезбедување целосна и еднаква примена при спроведувањето на правилата на игра. Да. Со тоа што беше појаснето од судот дека не само од изборниот закон произлегува, таа обврска произлегува и од директна примена и почитување на самиот устав. Да, вие не сте законодавец, мислам како ДИК сега зборувам, вие сте претседател на Државната изборна комисија. Еве, праксата покажува дека независно што можеше да се кандидираат независни кандидати за градоначалник или да поднесуваат листи на кандидати за советници со само 2 потписа, бројката не отиде битно нагоре. Но претпоставувам дека не мислите ова треба вака да остане отворено до следните избори, дека треба да се пополни веројатно. Велам, вие не сте законодавец, но ете од страна на некој што го практикува законот. Апсолутно сте во право, тоа и ние во јавноста го говоревме, имаше неколку обиди во собранието, дури и после распишувањето на изборите да се стават на седница предложените измени на изборниот закон, кои беа неколку од чисто технички карактер, што само ќе ја подобреа и олеснеа работата на ДИК, но тоа е, јасно каже и Уставниот суд, дека тоа е обврска на законодавецот. Се разбира, ние не смееме да, од аспект на институцијата која ја застапуваме, не смееме да одиме во некои други коментари кои се надвор од нашите законски надлежности, но институциите се должни да се грижат секоја во рамките на своите овластувања за правилна примена на законот. Значи, собранието мора на време да обезбеди донесување на правила на игра кои ќе овозможат целосна примена и правилна примена на законот од страна на надлежните институции. Тоа, особено во изборен процес, е многу значајно, затоа што на тој начин само се
зголемува довербата во изборниот процес, односно се трга настрана политиката од изборите и се оставаат изборните органи да си работат својата работа, односно непотребно да не се создаваат нервози и темата да се насочува кон изборните органи наместо партиите и кандидатите да си работат својата работа во Интересна тема кампањата. е ова. Имаше препорака на ОПСО-ДИХР тоа да биде до 1% од избирачите во изборната единица. Откако Уставниот суд ги укина тие одредби, во собранието се појави предлог за 0,95, мислам да биде прагот. Потоа низ комисиска расправа тој се симна на 0,5%, но еве, ајде, нема да го дебатирам тоа со вас, сепак реков тоа е работа на избраните пратеници во собранието, ќе видиме во која насока ќе се движи решението во идниот период. 5 од 7 члена на ДИК беа и во претходниот состав, што би рекло се знаете. Континуитет. Да, имате и континуитет, но и се познавате меѓу себе, познато друштво сте. 2 нови членови добивте негде кон крајот на минатата година. Во каква атмосфера работи Државната изборна комисија? Има тензии меѓу членовите? Бидејќи доаѓате на предлог на различни политички структури. Да, вие го прочитавте изборниот закон како е составена ДИК и како е избрана во собранието. Ние сме прво колективен орган. Спецификата на колективните органи е позната. Второ, точно е дека сме предложени од различни политички партии и тоа не случајно е така дефинирано во изборниот законник, пред се ради оној принцип на check and balance и доверба во изборниот процес. И тоа добро функционира. Работиме во нормална атмосфера. Кога се работи во колективен орган е секогаш по дефиниција посложено. Меѓутоа, тој момент се обидуваме со сопствениот интегритет, професионалност и одговорност да го преточиме во предност, затоа што сепак повеќе глави се попаметни, така што гледаме да ги решаваме проблемите на тој начин колегијално и секогаш е добро кога за одредени проблеми сме повеќе луѓе што може меѓу себе да се консултираме и да размениме за јавноста досега имаше можеби еден повидлив случај во кој што членката на Државната изборна комисија Дитмире Шеху не даде согласно за упатството за пополнување образец за листи на кандидати за членови на Совет на општина, односно град Скопје. Таа дури поднесе и тужба до Управниот суд. Управниот суд веќе се произнесе, ја отфрли тужбата. Таму таа приговараше практично на работа која што веројатно и за неправници е јасно дека не беше работа на ДИК, дека е поврзана со резултатите од последниот попис и консеквентно на тоа одлука на владата со која што не само во неколку, туку мислам дека во 17 општини е променет бројот на советници, во 3 е зголемен бројот на советници, а во 14 општини е намален бројот на советници во согласно со бројот на пописот на резиденти од последниот попис. Што мислите вие за реакцијата на колешката од ДИК? Ке се надоврзам на претходниот одговор. Пак ќе кажам, не е ниту тајна, ниту срамота дека ДИК е составена по предлог на различни политички партии од власта и опозицијата. Кажав и зошто не случајно е избрано тоа законско решение, меѓутоа ние работиме прво транспарентно, отворено. Сите седници се јавни, се пренесуваат на YouTube каналот. Меѓународните наблюдувачи имаат право да присуствуваат на сите наши седници, каде што се донесуваат сите одлуки. И без разлика од каде сме предложени, ние имаме огромна одговорност, затоа што сме избрани од собранието со двотретинско мнозинство. Тоа е мнозинство со кое се носи уставот на државата.
и без разлика од каде сме предложени или од која партија, нашата обврска е прво да работиме согласно закон и до тоа се придржуваме. Не е исклучено да имаме и различни мислења, правнички и така натаму, но битно е, пак ќе речам, не само гласањето, туку и образложенијата што ги даваме при носење на нашите одлуки. И образложенијата секогаш ние говориме на седница за да медиумите и новинарите бидат запознаени и тоа да биде пренесено во јавноста. Конкретниот случај за носењето на одлуката за утврдување на бројот на советници по општините согласно податоците од последниот попис произлегува од обврските на владата која ги има согласно законот за локална самоуправа. Така било и во минатото на последниот попис во 2002, владата во 2004 донела иста таква одлука каде што го определила бројот на советници во соодветните општини. По пописот во 2002, а пред локалните избори во 2005-та, бидејќи тогаш се беа одложени за една година, од 2004 за 2005 беа одложени изборите локални. Меѓутоа, таа одлука, бидејќи во меѓувреме 19 години немаше попис, беше до денес, беше на сила и за локалните избори 2021 и се спроведува локалните избори 2021 по таква одлука на влада, со која се определени бројот на советничките места. Значи, дебатата беше дали ние треба како ДИК, како институција избрана од собранието, да оценуваме или да преиспитуваме, да навлегуваме во законитоста или легитимноста на одлуки на други надлежни државни органи. Нашиот став на мнозинството беше дека тоа немаме овластување да го правиме. Одлуката на владата можеби е добра, можеби не е, но таа е во правна сила и ние сме во изборен процес каде што течат изборни рокови. Ниту смееме да навлегуваме, да истражуваме, да ја оценуваме, не сме ниту уставен суд да ја преиспитуваме, ниту да ја укинуваме, ниту да ја поништуваме. Се додека таа од надлежна институција не биде евентуално проверена, преиначена или укината, ние сме должни да ја применуваме. Во тоа се состоеше спорот и различното мислење при гласањето по таа точка од дневниот ред. Да. Само за на јавноста да и биде јасно за што зборуваме, со таа одлука на владата и тоа одлуката е од септември минатата година, не е сега од пред неколку недели или месеци. Зголемен е бројот на советници во општините Киселавода, Карпош и Студеничани, а намален е во 14 општини: Гостивар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Пехчево, Струга, Врапчиште, Дебрца, Желино, Јагуновце, Новосело, Теарци, Центар, Жупа. Сега точно е дека најголемо намалување има во Гостивар, каде од 31 колку што има совет на 23 е намален, но тоа е консеквентно на тоа што бројот на резиденти од пописот во 2002 кога бил над 80.000, сега е некаде околу 60.000 во општината Гостивар и поради тоа и ваквата одлука на владата. Па добро, сега не е моје да навлегувам, владата се раководела по таа методологија од фактичката ситуација, донела таква одлука. Ние имаме таков факт, така постапивме сега. Да, забелешките се дека требало да се земат во предвид и нерезидентите. Апсолутно тоа не е работа на ДИК, дали некој друг орган требало да ги земе или не требало да ги земе резидентите или нерезидентите. Добро. Имате ли доволно пари да ги спроведете сите изборни действија? На претходните избори се случи кусок, да речеме, во делот на медиумите, да. Овој пат како сте со буџетот? Секогаш кога има избори, со пари, со средства во буџетот се трудиме да го планираме и проектираме буџетот по сите соодветни параметри и проценки предвидувања за секои наредни избори, земајќи предвид историските податоци и трошоци од претходни избори, економскиот фактор, цените и така натаму. Не е тајна дека кога нема избори, кога не е изборна година, Државната изборна комисија практично да нема никакви средства освен за тековното работење.
Кога ќе дојдат избори, имаме посебен буџет, да, имаме доволно средства да ги спроведеме изборите, меѓутоа тие се секогаш помалце од проектираните и планираните. И без разлика кој бил во Министерството за финансии, тоа правило продолжува и во минатото и сега. А зошто така? И како имате ако се помалку од проектираните? Значи, имаме доволно средства да со правилна распределба, односно прераспределба, или откажување од некој, условно речено, помалце приоритетни работи, да ги пренасочиме, лоцираме на поприоритетните работи и, како знаеме и умееме, да се снајдеме со тие средства. Не домакински проектирате? Не, домакински сега домакински проектираме ќе и трошите. домакински се однесуваме при трошењето. И ќе гледаме овие доделени средства да ги спланираме на соодветен начин да стигнат за сите потреби. Иначе, буџетот, повеќе од 2/3 од буџетот е предвиден за платено политичко рекламирање. Само помалце од 1/3 се за сите други изборни дејствија, изборен материјал и сите други трошоци што се поврзани со работата на изборните Тоа се органи. вкупно околу 10 милиони евра? Нешто помалце од 10 милиони евра. Една од поголемите ставки ви е печатење, сега колоквијално кажано, на ливчињата. Вие кога ја правите јавната набавка, барате изработка и печатење на доверлив и недоверлив изборен материјал и избирачки список. Неодамна беше објавено дека тоа повторно ќе го прави битолската печатница Киро Дандаро. Нема објавено договор за јавната набавка. Може да ни кажете колку ќе ја чини државата и ДИК тоа оваа година? Да, приближно имаме рамковна спогодба, ќе биде објавена. Рамковната е до 48 милиони денари, меѓутоа тоа зависи од тоа дали во колку општини ќе има втор круг и во зависност од таквите трошоци ќе се димензионира. Проектирано е како да секаде ќе има втор круг, но предпоставуваме дека тоа не е Тоа се околу логично, 750 до 800 илјади евра. Така што овие трошоци би биле нешто пониски од проектираното. Добро. И би се движеле негде во рамките на минатите изборни циклуси, можеби малце помалце од тоа. Да. Повеќе пати јавно зборувате за тоа дека изборниот законник е веројатно најголемиот проблем во функционирањето на ДИК. Дека вие како ДИК немате проблем, ве зборувавте делом и за атмосферата внатре и за тоа како носите одлуки и така натаму, но дека одредени недоречености во изборниот законник кој е менуван колку пати откако е донесена основната верзија на овој законник? Па она колку што сме стигнати со броењето, повеќе од 31 пати е променето од 2006 навака. Така што 19 години 32 пати е менува. Самите тие промени кога се прават предизвикуваат сами по себе и со протокот на времето неусогласеност со постојните одредби, неусогласеност со другите законски решенија кои се однесуваат на изборите, а се содржани во други закони како надлежности на други институции. Една од главните препораки или приоритетни препораки на мисијата на ОДИХР е дека не само што треба подитно целосно нов изборен закон да се изработи, туку и дека во постојниот закон имаме голем број на неусогласености, недоречености и пропусти кои објективно остануваат на регулирање на ДИК. Јас и на почетокот кажав дека ние имаме право и уврска со подзаконски акти, правилници, упатства, препораки во духот на законот, да ја обезбедиме, да ја поедноставиме примината, да ја објасниме примината, да ја разработиме примината на законот и често пати тоа го правиме и за секој дел од изборниот процес сме покриени со соодветни упатства, насоки, препораки. Дали се однесуваат до изборните органи, дали се однесуваат до учесниците на изборите или други некои внатрешни процедури кои се однесуваат. И што се главните, да речеме, проблеми кога велите дека се соочувате со проблеми во изборниот законник?
Ако тргнеме да кажуваме што се главните проблеми, ќе ни треба многу време, а нема да биде тоа разбирливо за пошироката јавност, затоа што се работи за специфични делови, стручни, правни делови, кои една работа нема кажете, ни потреба да се нема ни кратко е времето правилно да бидат сватени во јавноста. Но секогаш инсистираме како Државна изборна комисија, бидејќи ние сме орган за организација и спроведување на избори, значи од технички, административен, логистички и правен карактер е нашата улога во изборниот процес. Она што сме консултирани од законодавецот, од овластените предлагачи, секогаш имаме активна улога и предлагаме наша пракса и наши искуства и не се мешаме во делот на политичките прашања кои ги уредува законот и кои мора да бидат со консензус од политичките партии на власта и опозицијата изгласани во собранието. Но има ситуации кои се појавуваат на секои избори, а се оставаат и не се отвараат како прашања кои, кога нема избори, треба без притисок на време, без притисок на кампања или на собирање на политички поени да се отворат и да се разговараат во смисол на измени на законот. Најлошо е кога закон се прави на брзина пред распишување на избори и најлошо и уште полошо е кога одредени законски решенија се прилагодуваат на потребите на моментални ситуации. Без разлика кој е на власт и кој е во опозиција, кога ќе помине еден изборен циклус, се врти тркалото и тие законски решенија ги покажуваат нивните слабости. Законски решенија се прават објективно, без разлика на тоа, затоа што секој може да се најде и на власт и во опозиција, а после тоа да го критикува законот зошто е ваков или таков. Често пати и нас не прашуваат за некои состојби, ние се наоѓаме во ситуација во сред распишани избори да се правдаме, а не сме ниту законодавец, ниту предлагач на законот. Како стојат работите со изборната администрација, да речеме? Една од клучните точки што е лошо уредена во изборниот закон или што го надминала времето како законско решение е самиот начин на предлагање и случаен избор на изборните органи од страна на како изборна администрација од страна на државната и јавната администрација. Значи, согласно изборниот законник, ние добиваме како ДИК податоци од Министерството за јавна администрација за состојба на државна и јавна, статусот на државни и јавни службеници, по кој преку посебна апликација, каде што нема човечки фактор, вршиме случаен избор на избирачките одбори и општинските изборни комисии. Тоа не е целиот јавен сектор, тоа е колку се отприлика тие, колку се во бројка? Не ја имам точната бројка, значи таа база на податоци не ја креираме ние, туку ја добиваме од соодветното министерство. А и министерството не ја креира самото, туку самите институции контрибуираат во самата база. Така што нечесто и самите институции не се ажурни, не се прецизни, што доведува до несовршеност на таа база на податоци. Повлекува ситуации кога ние ќе избереме некој, па поради неточни ситуации треба по службена должност да го изземеме и така натаму. Добро е што изборните органи, избирачките одбори се составени комбиниран дел од јавна администрација и државна администрација. При тоа претседателот и заменикот на одборот се со високо образование, а останатиот дел се двајца членови нивни заменици од партиите на власт и од опозиција, ради чекен баланс во избирачките одбори, каде што се бројат ливчињата и каде што се спроведува гласањето. За колкава бројка на луѓе станува збор? Целосно е, да речеме, за локалните избори имаме општински изборни комисии, имаме и избирачки одбори. Ние имаме 80 општински изборни комисии плюс комисијата на градот Скопје, заедно со членовите, замениците, секретарите и нивните заменици. Само општинските изборни комисии, државна администрација бираме
тие се сите со високо образование, таму нема партиски предлози во општинските изборни комисии, близу 1000 лица во општинските изборни комисии. Но во избирачките одбори имаме приближно 3.500 избирачки одбори, со 5 члена и 5 заменици, тоа се 35.000 луѓе. 21.000 во избирачките одбори се од државна јавна администрација, по случајен избор, додека останатите 14.000 се адхок на секои избори по предлог на двете партии на власт и двете партии на опозиција. Како се доживува таа обврска, да речеме, од вработените во јавната администрација? Сакаат, не сакаат? Многу различно се доживува таа обврска и една од причините поради кои треба да се смени законски начинот на избор во администрацијата е да обезбедиме функционални изборни органи и да одиме кон повисок степен на професионализација, а тоа може да се постигне само ако сите се заинтересирани да ја вршат таа работа. Знаете, 35.000 луѓе нема ни војска ни полиција заедно, каде што има одредена хиерархија и субординација. Ние се трудиме да го подигнеме нивото на професионализација преку редовни задолжителни обуки, преку обезбедување на соодветни прирачници. Најголем дел од таа администрација совесно, одговорно, законито и професионално си извршува таа работа и педантно се извршува таа работа, меѓутоа секогаш на почетокот имаме барања што по законски основ, што ради здравствени или лични, семејни причини, барања за изземање, а од друга страна имаме луѓе што прашуваат како може да бидат дел од таа администрација. Значи имаме непреклопување на... Значи дел не сакаат, дел сакаат, дел не сакаат. Колкав е надоместокот што се добива за тој ангажман? Се добива, така? Да, се добива на надоместок. Различен е надоместокот од видот на ангажманот и видот на изборите. Локалните избори се по дефиниција да речем, комплексни или најсложени за организирање и спроведување. Ние на минатите избори 24 имавме дупли избори, поради тоа и да ја наградиме и мотивираме администрацијата, го зголемивме, значително го зголемивме минатата година на доместокот, затоа што беа двојни избори. Сега се локални избори, размислуваме на доместокот да остане на тоа ниво од зголемувањето од минатата година од дуплите избори. Во кој интервал се движите? Зависно од бројот на запишани избирачи, имаме градации во правилникот, од бројот на запишани избирачи во избирачките места, односно од бројот на избирачки места во општинските изборни комисии, имаме за секој избирачки одбор од 6.000 до 12.000 динари за надоместок за секој член, заменик член, односно председател, зависно од одговорноста што има во изборниот орган, додека во општинските изборни комисии се движи надоместокот негде од, не знам сега да не ме држите за збор, од најмалите општински изборни комисии некаде од 40.000 па нагоре до 100.000 динари за најголемите изборни комисии. За членовите на општинските изборни и на градот Скопје. И на градот Скопје. Добро. За една недела рековме почнува изборната кампања. Веќе зборувавте за тоа дека поминаа роковите за потврда на кандидатурите во текот на денот. Најавивте нивно објавување. Што смеата, што не смеат да прават кандидатите сега во овој меѓупериод, иако веројатно не е најстрекно тоа законско решение, бидејќи во изминатиот цел период веќе гледаме активна кампања на кандидатите на терен, но законот вели дека од моментот на потврда на кандидатурите до моментот на почнување на изборната кампања е некако специјален период во кој што не смеат многу работи да се прават. Да, во право сте, добро сте го забележале тоа. Тоа е еден вакуум период што е предвиден така во законот и мене не ми е јасно зошто е така, но мораме да го спроведуваме законот онаков каков што е. Сме разговарали на ова прашање, ова е едно од прашањата во законот кои се
и за широката јавност неразбирливи, а се соочува јавноста, се соочувате со тоа и вие медиумите, имате согласно надлежностите на АВМУ и одредени ограничувања при објавување и известување во овој период помеѓу потврдување на листите и почеток на официјалната кампања. Ние како ДИК не сме надлежни по службена должност по 69А да водиме грижа кој што објавил и дали предвремено започнал кампања. Предвременото започнување на кампања во изборниот закон е предвидено малце нелогично, затоа што партиите имаат право, тоа е нивна работа, и политичарите и кандидатите во текот на целата година да ги објавуваат своите ставови, своите размислувања, да се представуваат пред граѓаните. Тоа е потреба и на граѓаните да бидат информирани, а должност и право на медиумите сето тоа да го пренесат. Сега имаме една нелогична ситуација да месеци пред изборите сите си ги објавуваат кандидатите, програмите, листите и така натаму, што апсолутно не е забрането, а откако тие ќе бидат потврдени, 7-8 дена вакуум период помеѓу потврдувањето на листите и почетокот на кампањата, вербално да не можат да спроведуваат своји јавни активности. А медиумите од друга страна во тој период она што ќе се случува на терен да не можат да известуваат и да го пренесат во Наведено е дека смеат еден настан за промоција, презентација на програмата и на кандидатите. Смеат учесниците во изборите по еден настан да одржат во овој меѓу период за нивна презентација на програмите, кандидатите и така натаму, И сметате дека е зрело за промена и ова. И сега нелогично е, вие треба како медиуми да се раководите од одредбите по кои правилник носи АВМУ, па да имате ограничувања, да гледаме дека нешто се случува, а да не смее да се пренесе. Значи, нашите размислувања се во насока на тоа дека изборната кампања треба да се врзе и да се контролира трошењето на парите, значи финансирањето и трошењето на парите. Сето она што е вербална комуникација, представување пред граѓаните, тоа е една нормална работа што секој си има својата одговорност во кампањата. Дали ќе настапува со, не знам, позитивна, негативна кампања, тоа не е работа на Државна изборна комисија, тоа говори за самите партии и кандидати кој начин мислат дека е подобар пристап до граѓаните за да освојат повеќе гласови. Ме интересира во каква кондиција се уредите за биометриска идентификација на гласачите? Се грижиме за функционалноста на уредите за биометриска идентификација. Имаме направено соодветен IT тим од повеќе експерти, професори, имаме лица ангажирани кои се грижат за IT опремата и IT системот и заштитите и безбедноста и од Министерството за внатрешни работи. Избирачкиот список е веќе затворен за овие избори? Не, само да довршим. Избирачкиот список ќе го затвориме до 26 до крајот на неделата според роковникот. Потоа ќе се пристапи кон подготовка на печатење на избирачкиот список и гласачките ливчиња после спроведувањето на ждрепката за редните броеви. Но да се навратам на прашањето. Полнењето на податоците во откако ќе го затвориме избирачкиот список, се пристапува на посебен процес на полнење на податоците со електронскиот избирачки список. Значи, податоците ги добиваме од Министерството за внатрешни работи. Тоа се фотографиите на граѓаните од нивните лични документи, оттисоците од прсти за идентификација, за електронска идентификација. Имаме посебни процедури за тоа. Уредите работат офлайн, значи не може, избегната е можноста или ризикот за евентуално нивен напад или хакирање. Тие се соодветно обезбедени, тие се по 24 часовно обезбедување на Министерството за внатрешни работи според нивните надлежности, професионални, безбедносни овластувања и проценки.
сместени се во соодветни простории, во тие простории имаат пристап по строго определени процедури, строго определени лица, кои смеат тоа да го прават околу полнењето, бришењето и така натаму меѓу двата круга после изборите, така што се проверува нивната исправност, состојбата на батериите и така натаму, така што сето тоа ќе биде организирано пред денот на изборите на соодветен начин и ќе бидат од соодветни безбедносни мерки транспортирани до избирачките места. Кога ги добиваат заедно избирачките со останатиот доверлив материјал. Значи, не би било добро сега да се говорат датумите и термините во јавноста, токму од тие безбедносни причини, на соодветен начин, со полициско обезбедување, сите тие ќе бидат транспортирани, доставени и чувани во соодветните простории каде што ќе биде определено за предупотреба и пред почетокот на гласањето, заедно со другиот доверлив материјал, избирачките списоци и гласачките ливчи. Според вас, колкав е ризикот од манипулирање при гласањето? Од гласање во име на друг, од бугарски воз? Мислам дека тие работи, како поминуваат годините и како свеста се зголемува кај граѓаните, кај партиите, кај кандидатите, мислам дека тие работи се веќе и би сакал да е тоа така, да е тоа едно минато време, минати искуства. Но, од минатите искуства имаме направено секој дел од изборниот процес да е обезбеден со соодветна правна заштита, односно со соодветни процедури за постапување на изборните органи. Ние како ДИК сме надлежни за она што се случува во постапката на гласање и утврдување на резултати внатре во избирачкото место. Од тој аспект, внатре во избирачкото место, имаме сега и фингерпринт за идентификација. Имаме со текот на времето сменети се законските решенија во избирачкиот список, имаме фотографии на граѓаните. Се воведе и своерачен подпис на граѓаните при гласањето. Така што ова би сакал да го гледаме како исклучок, затоа што изборите во Република Северна Македонија, еве да не одиме поназад, изминативе 7, 8, 10 години, се 98-99% законито спроведени. Впрочем, и резултатите кои сме ги објавувале не биле оспорувани од никого. Оние приговори што сме ги имале се минорен број на избирачки места, што некогаш ради намерни или ненамерни неправилности е постапувано. Тоа сакав и да ве прашам. Е постапувано, меѓутоа не може да ја нарушат генералната слика за успешно и законито организирани избори. Од тие приговори по кои што имате постапувано и кога сте отварале и гласачката кутија, кога сте ги броеле и ливчињата, тоа е период по избори, јавноста тогаш нема премногу внимание, иако седниците на ДИК се јавни, па може нели да се следи во живо што се случува. Имало потврден случај во кој што имало украдено ливче, па се случувал така наречен бугарски воз? Тоа во институционално постапување, јас додека сум бил член на ДИК, немало таков случај, ниту се потврдило. Значи, изборните санкциите за изборни неправилности се многу строги. Кривичните санкции. Сите граѓани тоа го знаат тоа избирачките одбори кои кажав на почетокот дека во најголем дел си извршуваат својата работа совесно, професионално и одговорно. Свесни се за тоа. Неисплатлива работа е на никого да прави нешто што е незаконито. Тоа не може да остане неоткриено. Ние и кога постапуваме по приговори, тоа го правиме на јавна седница пред сите телевизиски камери. Доколку има основ и потреба, пристапуваме кон отварање на целокупниот доверлив изборен материјал. Ние лично ги гледаме и оригиналните записници, дали има забелешки, дали се подпишани, состојбата во записниците ја споредуваме со бројот на ливчиња кои ги броиме пред камерите на јавна седница, каде што присуствуваат
меѓународни наблюдувачки мисии, каде што присуствуваат покрај новинарите и партиски представници на сите учесници во изборите, го проверуваме и избирачкиот список. Така што се е премногу јавно и транспарентно за да нешто може да се сокрие или да не може да се открие. Исто така, доколку има потреба, ние во секој момент можеме да побараме податоци од базата, од фингерпринтот, за секој граѓанин. Во која секунда, каде, на кој избирачко место гласал и со кој вид на личен документ се идентификувал и која е важноста на неговиот личен документ. Така што не постојат, освен некој нешто надвор од избирачките места да направи, но се оградив. Она што се случува надвор од избирачките места не е надлежност на Државната изборна комисија, но, пак ќе речам, генерациите се менуваат, годините поминуваат. Ние можеме да зборуваме сега, да ви раскажувам за изборите во 2000-та година, локалните избори, или председателските во 99-та, какви неправилности имало. Меѓутоа, тоа е минато, завршено време. Генерациите сега што имаат право на глас, тогаш не биле ни родени. Граѓаните се свесни, одговорни, и изборите ги доживуваат како навистина демократски и свечен чин, каде што изразуваат слободно својата волја. И ја користам оваа прилика граѓаните да бидат спокојни, да знаат дека нивниот глас никој не може да открие по гласачкото ливче за кого гласал. Гласањето е загарантирано и тајно. Не може по ниеден основ на граѓанинот да му се наруши тајноста или на било кој начин избирачкиот одбор или било кој друг да открие за кого гласал. Нити по серијски броеви, нити некој има услови да изнесува, да внесува ливче, нити некој ќе се нафати на такво нешто, нити е тоа исплатливо, нити тоа може да остане незабележано. Независно дали е од политичка партија, дали е министер, градоначалник, дали е само директор. иницијативно организирано, мислам дека таквите работи како поминува времето треба да ги гледаме како исклучок и по тие работи ќе се постапува. Ние имаме соработка и со јавното обвинителство во врска со тоа, од превентивен аспект го зборам тоа, за размена на информации, проверка на информации, така што завршуваме. Водиме сметка и за тоа. Само уште, ама многу кратко, што ви преостанува во делот на организацијата од главните работи во следните недели? Од главните работи во наредните денови го усвоивме планот и програмата за спроведување на целосните обуки на сите избирачки одбори. Им заврши оваа година мандатот, избравме нов состав на избирачките одбори. Се почнуваат обуките и за ракување со фингерпринт уредите на председателите и замениците председатели на избирачките одбори, а на сите останати чинови онаа целокупна редовна обука за нивните права и должности во гласачкото место како се спроведува гласањето. Наредните денови ќе направиме ждрепката на гласачкото ливче, организација за заклучување, подпишување на избирачкиот список, печатење на избирачкиот список, тие логистичко-технички операции, гласачките ливчиња и така натаму. Така што општинските изборни комисии работат, добиваат соодветни препораки, насоки доколку имаат потреба. Во комуникација сме со нив и понатаму ќе предстои пријавувањето на гласањето на болни изнемоштени лица кои гласаат еден ден порано. Лицата во организација за гласање на овој вид лица, на овој вид гласање на овие лица, гласањето во затворите, гласањето во старските домови и сите други организацијски работи кои се наша обврска, а кои не се видливи за јавноста. Добро, благодарам за овој разговор. Се надам дека беше информативно, едукативен за оние што не гледа. Ви благодарам за поканата и можноста. Да. Ви благодарам за вниманието. До крајот гледајте Саботажата. Ќе се видиме повторно в четврток во 21:15. На секои избори, па и на овие, нема изненадувања. Ветувања најчесто празни.
така и личат оние на претендентите за круната на овие избори. Без грижа на совест, со оглед дека индиректно или директно се проектанти на скопската фавела. Тие влечкаат некакви светски архитекти, кои демек ке го решиле тој хаос. Иако здравиот разум тврди дека таму ниту два Коперфилда не би биле од помош. Некој ветува ќе го направиме чаир Менхетен. Мислам, тоа може само Морон да го прифати и да го голте. Работата е утната одамна. Тоа за изненадување го признаваат дури и оние кои по својот политички хабитус би требало да изразуваат презирање и да го фалат комунизмот. Изгледа дека не само во доменот на неговата експертиза, туку и во други области, сепак е најважно тоа што е заборавено. Знаењето. Тогаш, веројатно, биле ангажирани најумните луѓе, биле ангажирани професори кои што испитале што, каде и како треба тоа да функционира. И тоа говорам само во Македонија, туку во низ цела Југославија тоа било така. И помалку повеќе ние не треба некоја топла вода да измислуваме, Љупчо. За топла вода треба бойлер и тој да работи. А на Скопје баш тоа му фалеш. Не само што не се вклучи туку и покрај мајка, која не се грижеше ниту како Макеа, столицата. 4 години е како небањато сираче. А таа била мртва ладна. Он ќе ја праша градоначалничката, а сите сме врзани на WhatsApp, кога ви одговара во следните 2 недели да имате кажете датум. Она нема да му одговори, еднаш само му одговори во сабота во 19 часот. Во сабота. Значи, она си играше со нас како советници. Изгледа дека сите што биле на таа функција, освен огромни дози на суета, имаат мали и кратки споеви. Оти не звучи баш здраво и невино. Отпорот кој го имаат кон туѓо мислење. Колку и да тоа, во дадената ситуација и не е баш релевантно. Градоначалник Скопје. Најдобар до сега кој биле? Според мене Коце Трајановски. Ке бидам Јас кажав вака. субјективен. Добро, може ли да кажам зошто? Субјективно ти си налудничаво заебан. Извини, брат. Нема потреба од извинување, бидејќи дури и самите учесници во политичките процеси кои по службена должност партиципирале во креирањето на амбиентот и културата, во согласност со позицијата. Дипломатски бираат зборови кога сакаат да објаснат како актуелните функционери може да се повлечат од меѓународните договори и за почеток, за 5 минути да го вратат името. Соединените американски држави го потпиша договорот за климатските промени во Париз, ниво на председател. Се повлекува од договорот. Го потпиша договорот за нуклеарната енергија на Иран. Се повлекува од договорот. Ама тоа се Соединените американски Ама држави. чекајте сега, тоа се политичари. Ако нашите политичари се да извините мочковци, извините на израз, тогаш нормално, а тие се херои, по тогаш ќе не газат. И на крајот, кога навистина е потребно подсетување. Колку сето ова шоу вреди? На 8-те поред локални избори, само подсетување, државава или буџетот ќе го чинат околу 10 милиони евра. Нема скапа демократија, Љубиш. Нема ефтина. Се друго, нема скапа демократија, не е скапо тоа. Тоа сакам да ви кажам. Замислете да не можеме да бираме. Тоа ќе не кошта многу поскапо. Да. Имејќи ја предвид незината суштина, демократијата навистина не може да е ефтина. Ама чини навистина многу, ако и после толку години. Таа и натаму е само скапа играчка во рацете на зихераши и епизодни популисти.